Почитувани присутни, оваа вечер ќе отвориме тема поврзана со секторот енергетика. Во Социјалдемократскиот сојуз свесни сме за важноста на овој сектор и токму затоа ја формиравме оваа комисија. Имено целта на оваа комисија е да ги следи состојбите во енергетските сектори, да ги диагностицира проблемите со кои што се соочуваат овие сектори и апропо на затекнатите ситуации да се понудат конкретните решенија за излез од кризата во која не воведува 9-годишните политики на владата на Никола Груевски. Изминативе 9 години соочени сме со недостаток на инвестиции, секторот е тотално запоставен, има недоволност на професионален и стручен кадар. Секторот е целосно разорен од мегаломанските корупцијски скандали со кои што се го воведе Никола Груевски и неговите 9-годишните политики на разорно владење. Оваа вечер овие прашања ќе ги разговараме со членовите на Комисијата за енергетика, господинот Митко Андреевски, претседател на Комисијата за енергетика, Васко Ковачевски, актуелен пратеник во Собранието на Република Македонија и претседател на Општинската организација на СДСМ во Битола, и Иван Трпевски, член на Комисијата за енергетика. Најпрво ќе ви се обради пратеникот Васко Ковачевски. Повелете, Васко. Благодарам. Благодарности до организаторот што ни овозможи вечерва да дискутираме и да дебатираме на една од позначајните теми, состојбите во електроенергетскиот систем во државата, значаен сегмент во целокупното наше општествено живење. Како што напомена Димитар Разевски, изминатите 9 години не се само катастрофално владење на Никола Груевски на политичкиот план, сите знаеме дека во изминатите 9 години сериозно нашата држава е оштетена и на економскиот план, посебно во сегментот на енергетиката. Партизацијата на општеството, поставување на исклучиво партиски кадри на значајни раководни функции, значи само едно – задоволување на членството на ВМРО-ДПМНЕ и со тоа контролиран процес и на производството на електрична енергија, но и контролирање на увозот на скапа струја. Сето тоа се разбира на терет, на грбот на нас, граѓаните на Република Македонија. Нестручните кадри, партиските војници кои што во овој момент доминираат во енергетскиот систем, посебно во акционерското друштво Елем, нашиот најголем рударско-енергетски комбинат Битола и останатите комбинати во енергетскиот систем, представува катастрофа за нашата држава. Значајно намалено производство на домашна енергија, скапа производствена домашна енергија и уште поскапа увозна струја која што се разбира ги задоволува потребите на тесен круг на околу Никола Груевски, односно по неговата поблиска фамилија. Во изминатите години потрошени се стотици милиони евра од наши државни пари, народни пари, за модернизација, така наречена модернизација на енергетскиот систем, посебно во РЕК Битола, меѓутоа тие инвестиции ни малку не дадоа резултат. Напротив, трошењето на вакви пари исклучиво преку фирми блиски до власта, тендери со високи цени, носат само помало производство на струја, а со тоа производството на домашната енергија е значајно намалена и честите испади на термоблоковите во РЕК Битола, неработењето на РЕК Осломеј, намаленото производство од хидроцентралите, значи дека мора во исто време да имаме интервентен увоз на струја со цени далеку повисоки кои што одат како профит на поединци блиски до власта. РЕК Битола одсекогаш представувал столб на електроенергетскиот систем во Република Македонија, произведува повеќе од 80% домашно производство на струја и ние како сериозна политичка партија во
изминатиот период значајно ја следиме работата на овој комбинат, затоа што тој е столбот на енергетскиот систем. И во изминатиот период често сме излегували со пресконференции, со соопштенија, како коректив на власта да и покажеме дека работи нестручно и неквалитетно. Истовремено, согласно извештаите на МЕПСО, испаѓа дека во изминатата 2014 година имавме рекордно ниско производство на домашна енергија. Испадите на блоковите со месеци доведуваат да РЕК Битола и РЕК Осломеј не работат во континуитет со недели, со месеци. Досега, например, не се паметело, барем и по старите генерации, не паметат дека РЕК Битола во исто време трите блокови не работели истовремено цела недела. Тоа значи катастрофа за нашата држава. Увозот во 2014 година е значително зголемен, затоа повеќе ќе говорат останатите говорници, меѓутоа факт е дека Македонија станува зависник од увоз на скапа струја. Истовремено, непродуктивните трошоци на елем се зголемуваат од година во година. Минатата година, преку пресконференција го повикавме раководството на елем да се откажи од барокната зграда во центарот на Скопје, која што со сите анекси ќе вреди 15 милиони евра. Ние предлагаме сите тие пари да се вложат во еколошките потреби на овие комбинати, затоа што еколошките дозволи кои што требаше да се имплементираат во 2012 година, пазете, заради недостаток на финансиски средства, се пролонгирани за 2017 година. А пари за барокна зграда на управната зграда на Елем може да се најдат, и тоа голема сума на пари. Сите овие пари, доколку се инвестират во филтрите на рударските комбинати, во процесот на откоп на руда и така натаму, ќе значи значајно намалување на загадувањето на воздухот, а со тоа ќе се намалат и болестите кои што знаете дека во Битола и во останатите градови, посебно во Кичево и во Тетово, од ден на ден се зголемуваат и смртноста од малигните заболувања се и тоа како високи. СДСМ преку објавувањето на доказите и аргументите од проектот Вистината за Македонија или популарно наречените бомби, покажа и докажа дека преку тие разговори како се местат тендерите во Елем, како се вработуваат партиски кадри на несоодветни работни места, како се трошат стотици милиони евра на тендери. Анализата на Центарот за граѓански комуникации покажува дека во првите 10 договори во изминатите 5 години 7 се по висина на тендери, договори на Елем со повеќе стотици милиони евра. И сето тоа тендери дадени на фирми блиски до власта. Ние како сериозна политичка партија во изминатиот период, преку формирањето на Комисијата за енергетика, сакаме да покажеме и докажеме дека водиме сериозна грижа за овој дел на нашето општествено живење и не само што ќе ги третираме проблемите во овој сектор, преку оваа комисија сакаме да ги најдеме и решенијата за подобрување на состојбите, но истовремено ќе ја градиме и нашата идна изборна програма, каде што енергетиката ќе земи значаен дел. Јас тука би застанал, доколку има понатаму прашања или отворена дебата со присутните, ќе се приклучам повторно. Сега понатаму останатите членови од комисијата. Почитувани присутни, сега ќе ви се обрати претседателот на комисијата, господинот Митко Андреевски. Повелете. Благодарам. Добро вечер на сите.
Добро вечер на сите. Мислам дека добро се слушаме, иако ми сугерира тука поблиску да биде микрофонот. Тој не работи. Добро вечер на сите. Јас сум Митко Андреевски, председател на Комисијата за енергетика при СДСМ. Ви благодарам на присуството, што дојдовте да не сослушате, да слушнете што имаме да ви кажеме и што ќе ви понудиме. Зошто формиравме комисија при СДСМ? Комисија за енергетика, ако ги знаеме сите други комисии дека имаат пандан на министерствата, затоа што тоа е битен ресор. Тоа е битен ресор, сите го чувствуваме тоа дома, сите ги почувствувавме покачувањето на електричната енергија. Што ќе опфаќа тој сектор? Тој ќе ги опфаќа сите енергетски компании и политиките кои што ќе треба да се водат за нивна цел, за зголемување на производството на електрична енергија и намалување на цената. Што друго ќе прави? Ќе го слушне гласот на народот. Ќе направи социјална политика. Не може некој да троши електрична енергија, а при тоа да нема не може да плаќа електрична енергија по вака високи цени, а при тоа да нема основни и екзистенцијални, да ги задоволи своите основни екзистенцијални потреби. Во тој дел ние имаме апсолутно чиста програма и стратегија што сакаме да направиме. Само за потсетување, во изминативе 9 години Македонија има зголемен увоз на електрична енергија од странство. Се прашуваме сите зошто? Зошто една Бугарија може да произведе повеќе од нас? Зошто сме можеле да произведеме во 2005 рекордни количини, денеска во 2014, во 2013, во 2015 ние не можеме да ги постигнеме тие количини? Кога ќе ги погледнете податоците, колку на еле му е потребно за да произведе електрична енергија, која што е помала од 2005, ќе видите дека таа троши многу повеќе мазут. Една споредба. Во 2005 Елем потрошил 13.000 тони мазут. Во 2014 потрошил 34.000 тони мазут. Тоа е 20.000 тони мазут повеќе. Тие податоци сега е доставен предлог до регулаторната комисија да ги разгледа и да им одобри цена. Ние ги плаќаме. Не ги плаќа Груевски, не ги плаќа владата, не ги плаќа некој од надвор, ние граѓаните ги плаќаме. Затоа и се бунат за либерализација. Со либерализација ќе почне една ново поглавје. Ви текнува дека во октомври го стопира процесот на либерализација на електрична енергија. Сакам јавно, таксативно да ги набројам следниве компании. РЕК Осломеј не работи. ТЕЦ Неготино не работи. Окта не работи. Тето не работи. Когел не работи. Ја набројав 5. Има уште толку. Како сакаме тогаш да имаме ние ефтина електрична енергија? Кој е тоа домашно производство на електрична енергија кој што ќе ги задоволи нашите потреби? И не само тоа. Еве Окта, например. Ние од Окта како држава сме имале приход од 800 милиони долари. Ние денеска немаме приход од Окта. Окта не работи, 2 години не работи. Не го кажува тоа. Но пазете, имаме договор кога ја продавале Окта, дека 20 години Окта ќе доставува цени кои ќе бидат на дериватите во Република Македонија. И тој договор не е пониште. Кого штитиме тогаш? Ако е домашен производител на нафта, тогаш нека работи. Ако не е домашен производител и е затворен, тогаш нека не ја диктира цената. Што предлагаме? Либерализација на пазарот. Која пумпа сака да има независна цена од другата? Зошто нема што да штитиме во овој момент? Тоа е за нафтата, тоа е нашето решение за нафтата и нафтените деривати. ТЕЦ Неготино е енергетски објект изграден во 70-тите години, 80-тите години од минатиот век, кој што апсолутно последниве 9 години воопшто не работи. Но пазете, таму работат 250 луѓе.
250 луѓе работат во ТЕЦ Неготино. Ние викаме, ние нема да ги избркаме, ама ќе донесеме енергенс кој што ќе ја рестартира, кој што ќе произведува електрична енергија. Македонија мора сама да ги обезбедува своите потреби. Срамота е 40% да зависиме од увоз. Сега се прашувате зошто зависиме од увоз? Затоа што има две-три компании кои што тесно се поврзани со одредена група од власта и кои што на грбот на овие граѓани увезуваат струја и остваруваат профит. Во делот на гасификацијата, погледнете само, не треба многу да говориме. СДСМ има два града, Струмица и Куманово, и двата се гасифицирани. И не се од сега, години наназад. Македонија, Скопје, не е гасифициран. Една првата куќа што е гасифицирана во Македонија, која што користи природен газ, кој што е еколошки, поекономичен, не е во Скопје. Во Струмица е. Во Куманово исто така. А Скопје има гасово донесено во 1997. И повторно почнат, изграден и завршен во време кога СДСМ ја предводи владата на Република Македонија. Почнат е 92, завршен е 97. Накратко пред да завршам. Пред Иван да продолжи во тој дел. Сериозно се посветуваме на една тема, на производство на електрична енергија од обновливи извори. Пред се тука мислиме на сонцето. Македонија тоа сонце го има и на своето знаме. Тоа е нашата компаративна предност пред останатите. Мора да му дадеме шанса на домашно производство и од фотоволтаични панели и сончеви колектори. Тоа што го поддржуваат во овој момент Министерството за економија е символично. Само по некој добро искотиран во тие кругови, во тие партиски кругови, може да си обезбеди субвенции за сончеви колектори. Ние ќе одиме понатаму, не само сончеви колектори, и фотонаполски панели кои што ќе ги дозволиме да се поставуваат и на семејните куќи, и на колективните згради, и на административните објекти, секаде каде што ќе има простор тоа да се постави и ние сами да произведуваме електрична енергија од обновлив извор, односно од сонце. Исто така ќе се посветиме и на ветерните паркови и на малите хидроцентрали. Во овој момент многу малку се има изградено во тој дел, но ќе обезбедиме финансирање. Сакам да завршам и со една тема која што е многу популарна деновиве. Тоа е изградбата на гасоводен коридор низ Македонија и од тука апелираме како тоа треба да се направи. Треба да бараме приклучок во јужниот дел на Македонија. Тоа најверојатно ќе биде во Република Грција, кон двата големи гасоводи. Тоа првиот е турски тек, ако се реализира, вториот етап. Има и уште една варијанта на течни терминали кои што има природен газ, кои што можеме многу едноставно, брзо, квалитетно да го транспортираме низ Македонија и да го пренасочиме кон северните наши соседи. Пред се мислам тука на Косово и пред се мислам тука на Србија. Тоа мора да биде наша стратегија. Тоа мора да ја направи Македонија достапна за инвестиции и пониски енергенси кои што ќе ги мотивираат тие инвестиции. Само за подсетување, имаше најава за една компанија од Турција која што ќе произведуваше стакло. Таа компанија не влезе во Македонија покрај другите работи и поради високата цена на енергијата. Значи мора да ги изнајдеме сите модалитети да направиме многу поквалитетно снабдување со енергија, многу поевтино и многу поеколошки. Ние тоа како тим го знаеме, многу за тоа имаме и инпишувано, изборувано. Се надеваме дека многу скоро ќе дојде шанса кога тоа граѓаните на Македонија и ќе го осетат, ќе го видат на дело како ние тоа ќе го направиме. Ви благодарам за сега, ќе се вклучиме понатаму.
Сега ќе ви се обрати Иван Трпевски, член на Комисијата за енергетика. Повелете, Иван. Благодарам, Димитар. Јас сакам да почнам таму кај што Мите застана. Тоа е токму делот на приклучувањето на гасоводниот систем. Имено предлог стратегијата која се уште е во подготовка, а тоа е основен енергетски документ како би требало да се развива енергетски Република Македонија, практично го брише гасот како употреблив енергенс во наредните 30 години. Генерално, стратегијата предвидува, која уште не е донесена, се ревидира секои 5 години, да се вратиме на лигнитот во крајот на 21. век. Дури и варијанта за некаква истрага за нуклеарна електрана е избришена. Мислам, ова е нонсенс, се надевам дека таквата стратегија нема да се донесе во таа форма или дека ќе добие ревизија кога ќе заминат, како да ги наречам, фамилијата. А со неа практично ние сме осудени на прљаво, скапо, неефикасно и во крајна линија назадно производство на електрична енергија. Што се однесува до нашата концепција на Социјалдемократскиот сојуз, веројатно би се темелела на некакви многу помодерни, поефикасни и почисти начини за производство на електрична енергија. Тука пред се во оваа среднорочна иднина останува да се доискористат потенцијалот кој го имаат сегашниве наоѓалишта на лигнит околу рек Битола и Осломеј, и полека базниот товар на производство на електрична енергија, онаа која е во најголем дел се користи, да се префрламе на газ. Додека останатиот дел од електричната енергија до постигнување на некаква, само тоа не е блиску, не е во наредните 30 години, на некоја чиста ситуација кај што ќе бидеме на ниво на Германија, учество огромно на обновливи извори на енергија, постепено би се надминувала прво со имплементација на нормални мерки за енергетска ефикасност, а не само документи. Можете да замислите, се потрошија преку 500 милиони евра во згради и во фасади, а ниедна од тие згради нема никаков документ, никаква студија дали се воопшто енергетски ефикасни. Тие се згради нови. Дистрибуираното производство од мали инсталации, тука пред се мора да се имаат во предвид фотоволтаичните панели и панелите за трансформација на сончевата енергија директно во топлина, да речем за топла вода. Има некоја иницијатива за некакви субвенции, тоа е минорно, дури се обидовме со Светска банка да се формира една ЕСКО компанија, која што ќе биде некаков револвинг механизам за кредитирање на изградба на вакви ефикасни, дистрибуирани капацитетчиња, да речеме, која што потполно пропадна. Сегашната ситуација, мислам, е трагична. Луѓето се труат во Битола и во Тетово, не мора да биде случај Кичево, затоа што Осломеј навистина повеќе од една година воопшто не е во погон, а производството на електрична енергија опаѓа максимално. 2014 е своевиден негативен рекорд, кога се, например, произведена електрична енергија на ниво од крајот на 80-тите години. Никогаш, откако Република Македонија е самостална држава, толку малку струја дома не се произвела. Ова е пропратено со стравично покачување на трошоците за производство по единица киловат од страна на најголемиот производител Елем, и тоа Васе го представи прилично добро. Само што проблемот не е структурен, проблемот не е само во неколку луѓе, таму е ситуацијата, да речем, многу комплексна. Тука и во некаков период на преводна влада ќе треба да се интервенира. Инаку, веднаш, да речеме, по превземањето на управување со овие капацитети, не само на капацитетот, туку на целокупниот систем од страна на Социјалдемократскиот сојуз, предпоставувам дека многу брзо ќе се имплементираат прво мерките за енергетска ефикасност кои имаат смисол и кои ќе донесат заштеда во користењето на електричната енергија. Ние немаме индустрија, ние струјата во главном ме трошиме на како да кажем, на грејење, на ладење. Повеќе од половина од вкупната потрошувачка отпаѓа на домаќинствата. Останатото е во главном многу мали компании. Со тоа, бидејќи тие се главниот потрошач, колку сме неефикасни во производството, толку и цената за домаќинствата висока.
И оваа година практично уопште со показателот на производство за 2014-2015 не е ништо подобра. Практично цената би требало да се намали према количината на произведена енергија, не да се зголеми од страна на регулаторната комисија. И не е само електричната енергија, тука збориме за сите енергенци. Со имплементацијата на една модерна програма за дистрибуирано производство на мали капацитети, на кровови, на слободни површини кои не подразбираат употреба на квалитетно земјоделско земјиште, за фотоволтаици, со еден полиберален пристап во давањето дозволи за изградба на ветерни електрани, прилично разумен временски период, можам да речем во еден политички мандат, може оваа слика да се промени потполно, да се спасиме од сегашната драматично висока увозна зависност и да дојдеме во ситуација кога што цената на електричната енергија таму каде што таа не прави профит, значи за домаќинствата, за загрозените социјални групи, ќе биде прифатлива, додека таму каде што се оплодува, ќе им се остави на економските субјекти сами да се изберат снабдување кое нив им ја врши работата. Различни тарифни модели, различни цени и нормално различни снабдувачи. Илегалното стопирање на либерализацијата, значи ова е законски илегално. Директивата на Европската Унија практично е дел од нашето законодавство. Транспонирана е во нашето законодавство како обврзен документ, а има сила на закон. И ние одложивме за 5 години, мислам, во некаков, можеби не е мал, но е сигурно материјален интерес на една многу мала група членови на фамилијата, најдобро објаснето сепак е тоа. Така да сегашната ситуација е прилично лоша, а иднината ако вака продолжи ќе стане катастрофално. Затоа мислам дека е нужно што побаргу да се замине актуелната гарнитура и таму да се превземат сериозни мерки за реформа. Благодарам во првиот дел. Ви благодарам на вашето излагање. А сега би ги замолил присутните, доколку имаат прашања, може да ги постават на еден од нашите говорници. Дај да срушимо овој зло за Македонија што е, а после електрикот. Тога што е на власт да ga срушимо. Како е пушо? Што ќе ни га тај? Како е пушо? Све живо ни упропасти у Македонија. Ја би ги замолил останатите присутни, доколку имаат прашања, да дојдат поблиску до бината. Прво сакам да се заблагодарам на учесниците во овој панел. Значи имам да поштавам 3 прашања. Прво прашање е кога вие хипотетички зборувано ќе дојдете на власт како СДСМ, дали мислите да испитате контраверзниот фиктивен увоз кој што се случи 2007-2008 година од представниците на енергетските могули како Вук Хамович и Војно Лазаревич? Второ прашање во врска со Чебрен Галиште и Скочивер, ја би рекол, не само Чебрен Галиште и Бошков мост. Значи во 2007 година знаеме дека више има, сега беше последниот 10 тендер за Чебрен и Галиште, така број 10 сите пропаднаа. 2007 година на тендерот се пријави норвешкиот Statkraft. Значи Норвешка е број 1 во hydro и renewable energies у светот. Нашата енергетска комисија тука, некоја 7 члена во Министерство за економија им кажуваше како они да го прават тој проект. И имаше и други контраверзни моменти, луѓето си отидоа во Албанија, сега градат 3 хидроцентрали, више се при крај на реката Девол, значи Когел, Бања и Моглице, кои што вредат проект над 1,1 милиарда евра, а Чебрен Галиште и Скочивер требаше да бидат некаде околу 700 милиони евра проект 2007 година. Значи, дали во врска со тоа можете да ни не знаеме до кај се работи со Чебрен Галиште и зашто, значи,
не е ова само владата на фамилијата, туку и уште овој проблем со Чебрен и Галиште се влече уште од 90-тите години. Значи знаеме тоа ќе беше ревитализација на Маријово. Значи изгубени се 20 години. Значи ако се даеше концесија од 35 години, ќе остане уште 15 години. Ние ќе го имавме ќе имавме 3 езера, ќе имавме ринг роудови, ќе имавме нов граничен прелаз према Грција, а сега оваа фамилија ни го донесе и Дупонт да ни прави GMO monoculture. Сакаат значи Маријово, последниот бисер во Европа би рекол, сака да го уништат со монокултура. Значи тоа е еколошки злостор. И третото прашање, вие спомнавте дека не работи тето, така? Слушнавме, значи ова се гласини, а секојаш гласините на крај испаѓа дека се вистина. Дали у тето има проблем со турбинава на Алстон? И исто има гласини за Света Петка, дека Света Петка не е направена стручно и дека понира водата и уствари дека џабе изградена Света Петка. Значи, тоа е тоа. Ви благодарам. Накратко, значи, прво за увозот, првото прашање беше за увозот. Се што е увезено во Република Македонија ќе биде предмет на ревизија. Било кој, било како, било колку мора да биде. Мора да знаеме што е правено претходно, точно, по фактури, по бројки, за да знаеме понатаму како ќе се процесуира. Тоа е јасно. Во врска со инвестициите во енергетиката ги спомнавте Чебрен и Галиште и Света Петка. Јас сакам да искористам ова прилика да ве потсетам и уште нешто. ТЕЦ Неготино не работи. Дали знаете, при заминување владата на СДСМ дека остави завршен тендер за ТЕЦ Неготино. Еве ќе ве потсетам. 752 милиони евра инвестиции во рок од 5 години, модернизација на ТЕЦ Неготино и негово пуштање во производство, зголемување на неговиот капацитет и така натаму и така натаму. Замислете, на маса владата на Груевски наследи завршен тендер за модернизација од странска инвестиција од 752 милиони евра. Сега и уште една паралела. Година дена подоцна во непосредна спогодба е даден на бугарски конзорциум, кој што по притисок на тогашната министерка не беше склучен тој договор. Од тогаш наваму нема ништо. Ајде да се запрашаме сите заедно, зошто е тоа така? Кој е мотивот? Зошто некој намерно обструира странска инвестиција, која што е пред се да ги намали увозот на електрична енергија во Република Македонија? Зошто? Кој е мотивот тоа да го прави? Има еден. Јас мислам дека е мотивот трговијата на електрична енергија од надвор. Ако имаат друг мотив, нека излезат бујрум, нека го кажат. Сега ќе му дам збор на Иван. Иван ќе ви објасни и за Чебрен и Галиште, и за Маријово, и за Света Петка. Ви благодарам за прашањето. Ти благодарам, Мите. Значи, ајде, 10-ти тендер поред. Збориме за тендери во 2 фази, некогаш и во 3, така да мислам дека е бројката пола. Логиката на тендерите е големо прашање. Единствената успешна, да кажем, постапка беше завршена во 2007. Тогаш Равај од Германија понуди изваредни услови да го гради објектот. Веројатно, она што го слушаме во разговорите, нешто подоцна е тоа 2011, дека на Равај му биле поставени директни и непристојни услови за да се склучи договорот. Таа е германска компанија, еден од најголемите производители енергија во светот и очигледно не сакала да се повини на таквата непристојна, како да кажем, непристоен предлог и владата го поништи, со индигнација го поништи тендерот, мислам, со протест. Понатамошните тендери, условите стануваа се полоши и полоши, глобалните економски услови, а логиката на самите електрани во моделите кои што се нудат е практично бесмислена. Не се знае што ќе се случува со електричната енергија во ниеден од тие тендери.
И поради тие причини исто така, сите сериозни играчи, Штаткрафт, беше во неколку тури, Равај може би се обиде уште еднаш, уште еден австријски, не можам да се сетам кој е исто така прилично голем играч, Вербунд се обиде, не се доби ништо. Тоа заврши како што го гледате сега на некакви играчки кинески и на, верували или не, 2 пати поред, јавната грчка компанија за производство на електрична енергија. Со кредитен рейтинг 0. Ова е нонсенс. Предпоставувам дека позади се крие некаква друга приказна за трансфер на капитал. Инаку, многу нема да се сложат со мене. Проектот Чебрен, заедно со трите акумулации и цената по која тој би требало да се изгради е прашање кое треба да се разгледа. Со 700 милиони евра, производството на Чебрен во нормалниот режим, кај што не е во функција на пумпна електрана, е прилично скромно и не ги оправдува инвестираните средства. Мислам дека логиката би била кога би го купила компанија која во близина во регионот, би го градела компанија која во близина негде во регионот располага со нуклеарна електрана. Така да Чебрен, целиот комплекс Чебрен би бил баланс на таа нуклеарна електрана која што нема што да прави навечер со електричната енергија. Спомнавте и за... Така, у Чебрен се проблеми висината на хед, на браната. Не, се согласувам. Погрешни се бројките во студијата за water flow, значи за протокот на вода. Како што реков, тендерската документација села, како што е одено понатаму е хаос. Тоа сега не може да се продолжи со ова, како што изгледа. Исто така, што викате за peak power, значи норвежаните има фирма се вика Power. Значи они ноќно време, они целата вода од резервоарите си ја купуваат назад. Разбирате, цела вечер таа вода се... Ама ви треба енергија за тоа е. Енергија ефтина, базна, ноќна. Не се, сакам да кажам дека тој проект би требало да доживее разгледување на многу сериозно ниво и да се види понатаму што. Бошков мост е заглавен во неспособноста практично на владата. Инаку и таму веројатно постои уште едно интересно прашање. За Бошков мост се заинтересира истите кинески компании кои ги градат автопатиштата. Така да не е чудно во позадина што таму се случува. Инаку цената излезе пеколно висока, електрана што требаше да чини нецели 90 милиона евра, во да речем, песимистичките проценки, сега чини скоро 150 милиона евра. И прашањето исто така останува отворено што понатаму со тој проект. Што се однесува до тето, мислам дека не се работи за дефект, туку за еден проблем кој е по-критичен. Нема што да се прави со енергијата. Иако тето може да произведува енергија дома, а не да се увезува, па и топлинската и електричната. Значи, никој не сака од тето да купи енергија. Многу е поуносно, предпоставувам, да се увезе енергија преку некакви посредници или трговци на големо. Света Петка конкретно функционира на некое испод номинално ниво поради пак измешана работа со изведувачите на работи. Таму се утврдени некакви дефекти, кои што изведувачот на работи никој па не ги отклонил, па после тоа му е повлечена банкарска гаранција од, не знам, огромни 7 милиона евра, ми се чини дека е банкарската гаранција од страна на Елем, и овој проблем виси во воздух се уште. Што се случува со таа електрана не е... Со електраната како е објект кој произведува енергија и не е толку страшна работа. Што се случува со реализацијата на договорите околу таа електрана, тоа е прашање за длабока анализа, колку што до сега е познато. И не знам уште нешто дали имавте? Благодарам. Благодарам, Иван. Би ги замолил останатите присутни доколку имаат прашање. Повелете. Добро вечер на сите. Само едно кратко и коректно прашање, многу е топло. Мојот почитуван со колега од поранешно ВМРО ДПМН Сале
го спомна Воин Лазаревич и Вук Хамович, така. Јас само сакам да им кажам на сите присутни, дали знаете дека на насловна страна во Српскиот вестник, најпознат Политика, за фамозните сметки на HSBC банката во Швајцарија, се Воин Лазаревич и Вук Хамович. Само би сакал да ги информирам сите присутни од различни политички провиненции, идеолошки, не е битно, дека Вук Хамович и Воин Лазаревич се главните финансиери на Сашо Мијалков и на бандата мафијашка што се представува во мордопај на власт. Би сакал да ги поздравам сите присутни, а Мите Скопски дечко би побарал еден краток коментар. Благодарам. Ви благодарам. Океј. Еве го мојот коментар. Значи, прва работа која што треба да ја направиме е да провериме кои компании, од каде купувале, на кого продавале и по кои цени. Веднаш ти да кажеш, ти брако на Кочан Ѓуш. Значи, оваа држава планираме да ја градиме да си има обвинителство, судство, независност. Ние ќе се потрудиме тие податоци да дојдат таму. А понатаму јас се надевам дека ќе има правна и судска завршница. Тоа што ние сакаме да го направиме како Комисија за енергетика, да дадеме шанс на оваа земја сама да си произведува. Не ни треба од увоз струја. Ние треба да извезуваме, не да увезуваме. И сконцентрирани сме на тоа сите проекти, возможни, невозможни, нови искуства, ноу-хау, да ги примениме тука, да ги отвориме широко вратите за сите граѓани кои што имаат контакти со било кој компании, кои што сакаат тука да ги инвестираат парите. Пред се, ние мора да произведуваме енергија и таа енергија да ја извезуваме, да ги задоволиме нашите потреби, да ја намалиме цената и вишокот да го извезуваме. Мене ми е срам, пред 5 години Албанија увезуваше огромни количини на енергија, денеска Албанија извезува. Зошто е тоа така? Следеći проект е 2000 централи на Океј. Ја тука ќе прекинам. Доколку има, ве повикувам, доколку има следно прашање, ве молам слободно интерконекцијата, заедничкото овој флуид што го постигнавме, мислам дека има ефект. Добро вечер. Иначе јас, Николче Петрески, од Кичево бев работем од термоелектраната Осломе до пред 1-2 години. Така што сметам дека сега кај нас, дали ќе има некој одговорност кои луѓе дома седат, а земаат плати од пари на граѓаните? Дали вие ќе поведете против нив постапка, значи да одговараат оние кои им даваат пари наши, на оние кои не се вработени, сите тоа го знаеме, а преку 1200 души има таму вработени и башка, кои не се на списоци, а не одат на работа. Тоа е факт, од кој нема се побегне, све се знае. Друго се знае дека електраната више јаглен нема, тоа го знаеме ние сите кичевчен, дека увезуваме од Битола, со тоа што има уште краен ископ, уште малце да се работи некој месец, а сите тие, значи, земаат плата, а никој, можам да речам, не одам на работа. Дури оние што одат во 7, одат во 8 се враќаат. Благодарам. Дали ќе има одговорност? Благодарам за коментарот, за прашањето. Како и пред малку реков, мора да се направи ревизија на се што е правено. Ние дел од работите ги знаеме. Дел не ги знаеме. Внатре кога ќе влеземе, очекуваме дека огромни проблеми имаат во тие компании. Не знаеме точна нивна бројка на вработени, но знаеме дека се преку 5000. Знаеме дека очигледно е дека не работит и блокови во Рек Битола, но очигледно е дека и Осломе не работи. Зошто јаглено се носи од Битола? Повторно ради нечиј интерес. Ке слушнавте до сега, ке видите кои компании тоа го прават и за каков интерес. При тоа, државната Елем тоа не го прави за собствена сметка, туку нарачува услуга од трети приватни компании за многу повисоки пари.
точно знаеме што ќе направиме и со Осломе, иако е во тек една студија која што имаат нарачано за негова модернизација, но има можност таму да се отвори и нов јагленокоп. Тоа е по Повјани, така? Така да ќе го согледаме сите аспекти како таа електрана да профункционира и на сите можни начини. Ви благодарам. Добро, околу набавките и тендерите, значи криминалот кој што го прави Никола Груевски, потесната негова фамилија, не е само во набавката на скапа увозна електрична енергија, тоа го прави преку големите тендери за работа во енергетскиот систем. Според анализата на Центарот за граѓански комуникации, кој направи анализа на сите најголеми 100 тендери кои што се објавени во изминатите 5 години, кои што се во висина од 933 милиони евра, во оваа сума вредносно и бројчано најмногу учествува Елем. Елем учествува со вкупно 384 милиони евра. Напомена во првиот дел од мојата дискусија, од првите топ 10 договори најголеми кои се случиле преку јавни набавки, дури 7 отпаѓаат на Елем. Првиот е склучен со германската фирма за реконструкција во Рик Битола со висина од 104 милиони евра. Само за паралела, град Скопје и сите општини, сите 80 општини во Република Македонија на годишно ниво за јавни набавки трошат помалку од 100 милиони евра. Вториот и третиот договор се склучени со градежната фирма ГП Пелистер од Битола за ископ и транспорт на јаглен. Ние кажавме дека и во проектот Вистината за Македонија, зошто овие фирми ги добиваат овие тендери? Затоа што служат како механизам за време на изборните циклуси и токму затоа изразуваме сомнеш дека најголем дел од договорите кои што Елем ги склучува со фирмите треба и мора да подлежат на ревизија и токму затоа СДСМ како идна власт ќе ги искористи сите релевантни институции да ги направи анализа и проверка на сите овие тендери и бидете уверени дека правдата е може би спора, но ќе ги стигне сите оние кои што учествувале во криминалот и корупцијата на јавните набавки. Доколку има останати прашања, ќе ги замолам учесниците да дојдат што поблиску до бината. Доколку не, почитувани присутни, дозволете ми од име на комисијата да ви се заблагодарам за вашето присуство и активност со која што се вклучивте во оваа дебата, па се гледаме следна прилика. Ви благодарам.